Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Изминуваат 2 години од мандатот на ДПМН во Скопје, заедничка локална власт со градоначалничката, за кое што бара доверба од граѓаните. На половина од мандатот, ниту едно од ветувањата дадени пред скопјани не се реализирани. На половина мандат на Скопје му се случува нова катастрофа поради неспособната локална власт на ДПМН. Најголемото ветување на изборите беше ветувањето за целосно бесплатен јавен градски превоз. По 2 години бесплатен јавен градски превоз во Скопје, ветен од ДПМН и Арсовска, нема. Не е реализирано ниту ветувањето за 250 нови автобуси. Проектот за брз еколошки БРТ транспорт е стопиран. Не само што нема бесплатен превоз, туку јавниот градски транспорт е во постојан хаос, а ЈСП е пред колапс. На приватните превозници повторно со месеци им се доцни исплатата, а за средношколците дотациите за бесплатен јавен превоз се во 100% исплатени. Поради неспособноста на ДПМН и Арсовска страдаат граѓаните на Скопје. Нема редовни автобуси, граѓаните, студентите, учениците чекаат премногу долго и доцнат. ДПМН и Арсовска не можат еден градски превоз да менаџираат, а не пак нешто повеќе. На повидок е ново стопирање на јавниот превоз. Наместо лажни изговори, ДПМН и Арсовска треба да најдат решение за проблемите во јавното сообраќајно претпријатие што тие ги создадоа, а директорот треба да си поднесе одговорност. СДСМ ќе продолжи да биде гласот на скопјани и коректив на погрешните политики на ДПМН, кои на Скопје му предизвикуваат нова катастрофа. Ви благодарам.